Родителите на децата со посебни потреби од Прилеп бараат итно отворање на дневен центар, каде ќе има вработен стручен кадар. Сандра Михајловска е самохран родител кој има 2 деца. Со тага раскажува дека животот ти е премногу тежок. Не може да работи бидејќи мора да седи дома и да го чува едното дете. Не сум вработена, немам ниту еден ден работен стаж, бидејќи сум врзана со детето по цели 24 часа. Така да не можам да најдам никаква работа. Значи не пребирам работа, било што би работела, ама да ми е детето згрижено тие барем 8 часа. Доколку би имало ваков центар, каде децата ќе престојуваат по 8 часови во текот на денот, тогаш голем број родители ќе имаат можност да работат, а децата да се социјализираат. Здруженијето Порака од Прилеп сега функционира само како социјален клуб. Би сакала да прерасне во дневен центар, каде нашите деца би можеле секојдневно да се дружат, да работат, да имаат некои активности и со тоа би помогнало, мислам, многу повеќе и на родителите. Центарот би го посетувале над 100 деца со посебни потреби од градот, кои имаат над 18 години. Родителите бараат државата да вработи и стручни лица. Немаме доволно простор, немаме доволно кадар, значи моментално се грижиме ние родителите како волонтери, моментално работиме 3 години и 4 месеци, затоа што без стручни лица и без вклучени ние како родители нема да го имаме оно очекуваното што треба да го очекуваме од овие лица со попреченост. На Здруженијето Порак од општина Прилеп денеска им додели уште 2 простории на користење во старата општинска зграда. Но и ова е само привремено решение, бидејќи овој објект предвидено е да се урива. Се надевам дека наредната година тој центар ќе го направиме, нека не биде ова кажено паушално. Мислам дека тоа ќе се создадат услови да почне социализација на правење на овој центар со децата со интелектуална попреченост. Инаку во Прилеп, во текот на оваа година, предвидено е да се отвори дневен центар за лица заболени од церебрална парализа.